Училиштето, психолозите, МВР обвинителство, а најмногу родителите на силувачите мора да утврдат што придонело до грозоморниот чин на силување на малолетникот од исто така малолетните силувачи, што деновиве ја вознемири јавноста. Ова, така наречено мултисекторско решение, го предлагаат дел од социјалните работници и психолози кои работат со деца во ризик. Ивана Илиев, социјален работник со долгогодишно искуство со деца во ризик, вели дека сите засегнати страни треба сериозно да се посветат на решавање на случајот, а особено родителите. Според неа, силувањето е сигнал дека никој не се занимава со психичкото здравје на децата и како тие во експанзијата на социјалните мрежи си го наоѓаат своето место во општеството. Многу битно да се напомене како главен фактор е дека многу малце се работи на психолошкото здравје на младите кај нас, кои што се преплавени од информација од секаков вид на социјалниве мрежи и си го бараат своето место во општеството на начин на кој што сега е актуелен, но не секогаш е правилен. Треба сериозно да ја сватиме работата и да се обидеме и оваа малку младина што на нас ни останат да израснат во свесни и одговорни луѓе кои што ќе придонесат во државата и ќе создадат здраво општество. По исцрпното сослушување на малолетниците и родителите во полициска станица Битпазар, предметот е даден кај јавен обвинител. Центарот за социјални работи го презел предметот, па по негово разгледување, обвинителството ќе одлучува дали постои кривична одговорност кај родителите, информираат од ОЈО. Основното јавно обвинителство Скопје е известено за настанот. Пријавените деца се помлади од 14 години, па со оглед на тоа тие се исклучени од кривична одговорност. Центарот за социјални работи ќе го провери настанот. Пред само неколку месеци, 17-годишна средношколка од Тетово уби 16-годишен тинеџер, за што беше осудена 10 години затвор. Во истиот град му се суди и на 14-годишен малолетник кој со нож повредил врсник, а група малолетници, следејќи видео на платформата TikTok, влегувале по куќи и вршеле кражби. Со оглед на се почестите вакви појави во македонското општество, психолозите и социјалните работници предупредуваат оти децата кои растат со родители, а се појавува вакво однесување, тогаш главниот виновник се родителите, кои навремено не ги забележуваат знаците кај тинеџерите и не работат на превенирање. Во врска со последното малолетничко силување, кривично може да одговараат родителите ако Центарот за социјални работи утврди дека силувачите се воспитно запуштени деца.